преку зголемување на потрошувачката ќе се дојде до поголем економски раст. И тие теории во некои западни држави, ако видиме, може и функционираат до некаде, но знаеме тој социјалдемократски концепт на такви, да кажеме, економски стратегии секаде во светот се исфрла, односно не се прифаќаат тие концепти бидејќи се доста неефикасни. А посебно во Македонија тоа не може да функционира. Впрочем, не можеме ние каде што се уште имаме голема стапка на невработеност. Знаеме дека пред да дојде ВМРО на власт, стапката на вработеност беше над 35-36%. За овој период тоа падна драстично, значи се преполови всушност таа бројка на невработени, но сепак таа ставка на невработеност е висока и за тоа владата имаше посебен концепт за креирање нови работни места. Сега се случува една ситуација да се прави од сепак релативно висока стапка на невработеност, ниски плати, да се прави концепт за покачување на потрошувачката, нема никаква логика. Тоа само кажува дека стратезите во СДС недоволно ја познаваат економијата, односно немаат широки познавања од таа макроекономска ситуација или макроекономско менаџирање на целата таа економија. Они можеби одредени лица во таа партија или еве сегашниот вице-премиер имаат некои знаења како да менеџираат на микро ниво, односно да ги менеџираат нивните сопствени фирми, но менеџирањето на економијата е нешто сосема различно. А да не зборувам за сегашниот министер за финансии, кој што мислам дека ги нема основните познавања од економијата и затоа можеби одиме во тој погрешен правец. Значи, целиот тој концепт почна со изборите и целата таа нивна политика тога се донесе. Тоа сега, само после 3 месеци од владењето на СДС, ние веќе тоа го чувствуваме и граѓаните се сведоци секој ден на се поголемите задолжувања. Да биде полоша ситуацијата, буџетот таков како што беше, наместо да направат еден поголем ребаланс на буџетот, каде што ќе ги предвидеа сите овие работи, тие направија една само минорна шминка, каде што направија едни измени што ќе ги задоволат можеби нивните хирови, односно некои нивни потреби што ги имале кон нивните, да кажеме, платеници. И сето тоа така помина, но за возврат ние добивме една многу лоша економска слика со која што сега се соочуваме. Да подсетам дека ВМРО кога се тргна, односно кога дојде СДС на власт и кога превзема владата и сите институции, вклучувајќи го Министерство за финансии, на сметка имаше, на сегашната сметка, односно на буџетската трезорска сметка, имаше околу 150 до 160 милиона евра. Со доволно средства на странските сметки и еден буџет во добра кондиција, каде што приходите беа, да кажеме, се одвиваа според тој план и според таа проекција. Ситуацијата сега е сосема различна. Сведоци сме дека СДС само на име на обврзници има досега издадено повеќе од 175 милиона евра. Еве, во најава има уште една за следната недела, за во понеделник, за повеќе од 25 до 27 милиона евра, што е, да кажем, уште едно задолжување. Ако земем во предвид дека плюс 177 милиона евра се стопени од државните девизни резерви, и ако имаме предвид дека претходно на сметката, на буџетската сметка имала 150 до 160 милиона евра, кој ги нема, а на таа сметка сега реално имаме минус од околу 60 милиона евра, ако сето тоа го собереме, доаѓаме до една бројка дека за овие само 3 месеци во буџетот фалат околу 500 милиона евра, што е една сериозна бројка за држава како Македонија и за економија како Македонија. Мислам дека не се ни свесни дека зошто тие пари исчезнуваат, односно зошто ги нема тие пари. И очајнички се сега обидите на власта да
преку зголемени контроли, еве сведоци сме секој ден се затвараат ресторани, кафичи и разни други угостителски објекти, па трговски објекти се затвараат. Зачестени се контролите, тоа нешто што во предизборието, нели, може и малце да објасни, затоа во предизборието они се противеа на сето тоа и даваа некоја нова визија, некој нов план како ќе се справат со тие работи. Тоа се само да скратам, очајнички обиди да се наполни буџетот. Средствата во буџетот треба да сватат фалат заради тоа што главно, значи број 1 проблем зошто фалат тие средства е заради тоа што ги прекинаа сите големи инфраструктурни проекти. Ако ја земеме било која економска теорија, било која, да кажеме, економска политика, ќе видиме дека излезот на секоја држава или на економија од некоја економска криза секојаш бил преку промоција, односно преку инфраструктурата, односно градбата. Оваа влада го направи сосема спротивното. Кога дојде на власт, односно ја преземе власта, ги стопира сите капитални проекти во државата. Инвестициите во градежништвото, во инфраструктурата се најголем генератор на приходи во буџетот. Се проценува некаде повеќе од 25% од приливите на буџетот дека доаѓаат од инфраструктурни проекти. Ако тоа застане, фактички цела економија застана. Тоа и впрочем се случи во Македонија и затоа имаме такво намалување во приходите, во буџетот и сето тоа, ако продолжи вака, ние оваа година ќе ја завршиме сигурно со буџетски дефицит поголем од 600 милиона евра, што ќе биде сериозен проблем во Република Македонија. Ако може колегата малце да даде и краток осврт од негов аспект, па после ќе ги разработиме малце и темите.